И по муаветот за демократијата, редно е да направиме муавет и за она што на многу граѓани во оваа земја им е далеко поважно – економијата. А за економијата, минатиот петок се зборуваше на дебата инициирана од опозицијата, на која присуствуваа експерти, професори и се разбира не дојде никој од власта. Да видиме што се дискутираше таму. Владата влезе и во втор, што стрик, како сакате наречете го, неплаќање на времено на своите обврски, неподмирување, дури сеќате донесе владата закон дека 2 години може да не ви плати, немате право ни да тужите. А после тоа ќе видиме. И така се создаде и проблемот на неликвидноста, бидејќи проблемот на кој што денес се дави секоја фирма во Македонија е проблемот на неликвидност, он потекнува од неисплаќањето, ненавременото исплаќање на врските од страна на владата, а тоа пак потекнува од недоволно буџетски приходи, а тоа пак потекнува од погрешно поставениот модел. Фактички таа е целата слика. Да бе, вака кажано, испаѓа дека проблемот не бил кај европската и кај светската криза, туку тука, кај владата. А ние многу добро знаеме дека тоа не е точно. Ако не од порано, барем по славното интервју на премиерот кај Роберт Поповски, мора да го знаеме тоа. Па, предлагам да се подсетиме како одеше муаветот за долговите на државата и воопшто за третманот на македонските компании. Еве два факти. Ајде два. Првиот е проблеми во функционирањето на компаниите, значи на домашен терен, или проблеми со повратокот на ДДВ-то. Официјален податок е дека владата должи околу 65 милиони евра врз основа на поврат на ДДВ. И вториот податок е неплатени обврски на државата кон компаниите кои што победуваат на тендери или од оговлекување на плаќањето. Ете ви ги два податка. Сега бегате од темата? Не, воопшто. Вие рековте дека ние даваме специјални бенефиции за странските, а не за домашните. Па домашните ако тешко функционираат... Кои се специјалните бенефиции што само за странските ги даваме, а не за домашните? Тоа кажете. Значи, а не сега на кого должиме, кому не. Дали должиме и колку должиме? Мислам, хело, какви се тие муавети? На кого должиме, на кого не должиме, дали должиме и колку должиме? Ало, ре, што е важно тоа? Важни се две работи. Прво, за се што е добро во економијата, заслужна е владата. И второ, за се што е лошо во економијата, виновни се европската и светската криза. И толку, доволно ви е тоа да го знаете. Немојте ве молам вакви прашања. Досењата ни одблиску не се такви какви што вие ги прикажувате. Има досења се случува по неколку недели, недела, 2, 3, 4 да се задосни. Меѓутоа тоа не е затоа што е некоја друга работа во прашање или некого сакаме, некого мрзиме или не знам странски си или домашни, туку често пати такви случаи се случуваат само во периодот додека е светската должничка криза. Тоа е тоа. Тоа е тоа. И јас ви кажав дека тоа е тоа, ама вие не сваѓате, па морав да ви го пуштам и премиерот. И тој да ви каже дека тоа е тоа, па да се надеваме дека конечно ќе сватите што е тоа. Ема веројатно сега пак да прашате што е тоа. Значи 65 милиони евра е долгот по основа ДДВ. Не е 65 милиони. Колку? Многу помалку и на дневна основа се. Не бе, не те сваќаат. Чабе им објаснуваш дека крива е светската криза, кога тие пак за долгот те прашуваат. Еве гарант, пак ќе следува истото прашање. Зошто ако е така не го објавувате долгот или Министерството за финансии не го објавува долгот секој месец, што го Министерството за финансии на дневна база менаџира со ликвидноста. Да, долгот не е ни приближно таков како што кажувате, нормално тоа не е долг, тоа се досења во плаќањето. Јас кажувам бројка, која бројката кажете? Тоа се досења во плаќањето. Инаку државата е моментално една од најмалку задолжените држави во Европа. Тогаш зошто задолжницата нема да важи за државата? Таа се воведува од септември за прибивање на оној внатрешен долг помеѓу компаниите. Зошто и државата не ја преземе таа обврска и за неја да важи, да се знае точно прецизно во кој рок треба да се плати? Затоа што таква одлука се донесе. За таму да важи, за ваму да не. Зошто? Така сметавме дека е најдобро во овој момент за Република Македонија. Ете така, не сакаше премиерот да ви открие, ама кога вие го влечете за јазик, мораше да каже. Тоа е бре од врвно значење за државните интереси. Се разбира, што има поважно за државните интереси од тоа државата да може да го пролонгира плаќањето на своите долгови колку и душа сака. И вие да не можете да направите ама баш ништо во врска со тоа. Ај сега бегајте од овде. Што е ова бе? Цело време само за пари ме прашуваат. Во животот има толку нешто што се поважни од парите.